Добар ден, драги гледачи, добродојавте во новото издание на емисијата која што се вика како, дечки? Супер? Супер звезда, мафнете им на сите кои што сега не гледаат, пратете им безброј бакнеши на нашите драги гледачи и веднаш уште во почетокот на оваа емисија, драги гледачи, сакам да ве поканам да бидете дел од една извонредна, неверојатна приказна која што ќе има денеска можност ексклузивно да ја видите во Супер звезда. Ќе бидеме гости на едно место кое што самото сведечи за таа приказна, каде почнала, како се развивала и до што дошла денеска. Останете со нас во оваа емисија на Супер звезда, ќе го посетиме местото кое што се вика Деде Диор. Во суштина тоа е фризерски салон, спа и велнес центар. А што поточно сето тоа значи, ќе откриеме за неколку моменти. Останете со нас, а до тогаш нека ве греат нашите бакнежи. Ајде, многу бакнежи за нашите гледачи, а ние влегуваме внатре. Договорено? 3-4, Одивам внатре, драги гледачи. Како што веќе кажавме во најавата, драги гледачи, денеска Супер звездите се специјални гости на едно ексклузивно место, можеби едно од најубавите места што воопшто ги има во нашата република, а тоа е Спа енд Велнес центарот Деде Диор. Веднашка до мене се наоѓа нашиот домаќин, тоа е Елена. Елена, здраво и добредојава во Супер звезда, како си? Здраво, Дарко, добро ве најдов. Јас гледам дека овде имате невиден, значи стварно прекрасен амбиент. Уживате ли додека работите ви овде? Уживаме од почеток на работно време до крај. Денеска дојдовме со една поголема група на дечиња овдеке. Дечињата се воодушевија од тоа што го видоа. Чекај да ги проверам уште еднаш. Дечки, воодушевени ли сте? Не ве слушам. Воодушевени ли сте? Па како ви се допаѓа овде? Да, колку многу ви се допаѓа? И со раце да покажеме. Тоцку, малце повеќе, најмногу колку? Колку? Леле, најмногу, браво. Ете, и јас уживам овде. Едноставно, имате ли дечиња вака друг пат ви доаѓаат ли во посета? Да, имаме дечиња, значи доаѓаат често заедно со нивните родители, се бањаат во џакузи, значи користат масажи, меѓутоа парцијални, нели детски, не на целото тело, посебно парцијално грб, рачиња, ножиња. Сауните се забранети за нив? Да, сауните се забранети, парната бања и сауната е простор кој што е за повозрастните. Елена, сакам да те прашам, значи овој центар пред се е наменет за возрастните, така? Да. За мајките и татковците, што тие може да очекуваат дека ќе најдат овде? Значи, ова е спа центар кој нуди повеќе можности. Имаме спа дел со сауна, парна бања и џакузи. Имаме дел со масажи, значи масажите се доста ексклузивни, работиме исклучиво со италијанската Gerard козметика. Секоја масажа е специфична сама по себе. Потоа имаме дел со спа третмани на лице, маникир и педикир и посебна просторија со апарати за слабење. Значи нема што нема оваа последнава просторија што ја напомнавте, би било добро јас да дојдам еден ден малку да поседам внатре. А што се има и како има овде во Деде Диор, ќе видиме во оваа прекрасна емисија во која што јас ве поканувам да останете со нас. Последните 60 минути, драги гледачи, значи вистински ве водиме во едно место кое што треба да се прогласи за светско чудо број 8, така ли доаѓа? Број 1, да, ете така, за светско чудо број 1. Затоа останете со нас во оваа емисија, ви ветувам дека ќе си поминете лудо и незаборавно. Ајде сега да им пратиме многу бакнежи на оние кои што не гледат. А ние, драги гледачи, од овде се селиме на едно друго место. По мене. Супер звездите, специјални гости на ексклузивното место Деде Диор, Спа енд Велнес центар, овде као населбата автокоманда. До мене повторно Елена. Елена, ти не донесе сега на едно место каде што може да уживаме. Кој е ова место и на што сме седнати сега? Да, ова е местото со релакс лежалки. Значи, нашите клиенти после масажата, после користењето на спа делот, легнуваат на овие релакс лежалки и дополнително се опуштаат. Значи, можеме да видиме дека тука има хромотерапија, посебни светла, секој од нив има различна боја и различно делува на одделни витални функции на нашиот организам. Значи, служат за дополнителна релаксација и опуштање. Значи, ова е направено апсолутно искомбинирано заедно со подлогата, да може да функционира? Заедно со декорот, со морската сол, со школките, значи со самото доближување на клиентите до овој простор,
веќе почнува да се менува бојата од стаклата. И клиентите се чувствуваат релаксирано. Има ли колку време тие треба и може да седат овде на овие столчиња, например, што доколку јас се заборавам 1-2 часа, например, овде? Значи нема ограничено време колку клиентите треба да лежат и да одмараат. Напротив, заради дополнителното чувство на уживање и релаксација, нашите клиенти се задржуваат повеќе од тоа што треба да останат во спа центарот, па настануваат ситуации кога ние треба да ги разбудиме, нели да им кажеме дека терминот е поминат и треба да го напуштат овој дел. Така, тоа е и доказ дека значи самата оваа релакс терапија овде функционира и подобро од што е замислено. Вие дечки се релаксиравте ли малку овдека на ова место? Да. Си се релаксиравте, Ептен? Да. Да, пазете некој да не заспие, договорено. Воред. А сега од овде одиме на едно друго место да видиме што има таму. Но пред да продолжиме да разговараме, дојде моментот да го поставиме првото прашање. Ајде да видам, дечки, подготвени се прашањата, кој ќе прашува прв? Ајде, кој има прашање да видам? Леле, сите, еве кој ќе прашува прв. Повели Стефан Злато, кој е твоето прашање? Од кога почнало да работи ова место? Убаво прашање. Од кога почна значи да работи Спа енд Велнес центарот Деде Диор? Значи, Велнес спа центарот Диор започна со работа од 1 јуни 2009 година. Значи, цели 9 месеци работиме со полна пареа, максимално во прилог на нашите клиенти. Може да се каже дека станува збор за релативно нов салон, така? Да, значи релативно нов салон кој што нуди ексклузивни нови можности, што до сега и не се видени во нашата земја. Убаво е тоа што при изработка на вашиот салон се запазени и надминати дури сите норми, така да има прекрасни работи кои апсолутно вреди човек да ги посети. Ајде да видиме сега второ прашање, имаме ли? Повели Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Елеонора Јовановска и сакам да прашам што е тоа спа центар. Убаво прашање. Елена, може ли да ми кажеш што е тоа спа центар? Значи, под спа центар подразбираме простор кој што изобилува со вода. Значи, знаеме дека водата е еден од основните фактори за максимална релаксација и опуштање на телото и умот. Приказната почнува овдека, значи пред нас се наоѓа ова прекрасно џакузи кое што го гледаме, изработено во неверојатен мозаик кој што е рачна изработка. Секој од овие камчиња е рачно ставано едно по едно. Интересно е тоа што не е значи ова само обичен базен со вода, туку има и мотор, машина која што прави воздушни струена, дополнителни масажери за третирање, односно за масажа на одделни делови од телото. Имаме, може да ви ги покажам. Ајде да видиме значи како функционира џакузито, да го вклучиме. Пазете дечки, сега оди да се пушти џакузито малку понастрана. Побегна некој. Страшно изгледа? Не. Малку изгледа страшно, Ова што го гледате овде, нели ово ви личи како дома сега, например, мама кога прави супа. Ви личи така? И кога врие супата? Прави мама супа? Да. Така врие исто? Да. Ајде да видиме овдека сега каква супа се прави овдека во Деде Диор. Значи, ова е просторот кај што овие наши пресладки дечиња може да уживаат заедно со нивните родители. Може слободно да пипнете дека водата е топла, има 30 степени, од водата се прави посебна пена. Еви пена има, значи не е само температурата, не е само водата и џакузито, туку и пена добивме овдека. Елена, ме интересира, значи колку минути е препорачливо да се релаксира во џакузи? Значи, релаксацијата и опуштањето во џакузи немаат ограничување, максималното опуштање и уживање трае онолку колку што самиот клиент го сака тоа. Ќе побара така да, супер, еве, сега да ги видам дечињата, да ги прашам, дечки ви се допаѓа ли овде? Да! Дали земавте вие костими за капење? Не. Како ете, тука ја утнавме работата, Елена, без костим за капење не може, нели? Следниот пат ќе облечат костими за капење и сите заедно ќе се бањаме во џакузи. Да, бидејќи некои се толку малечки, може да пропаднат скроз, ќе земеме дури пера и маски за ѓурење, важи? Може, да, може. Ќе направиме невидена журка овде. Епа добро, дечки, тогаш еве поиграјте внимателно малку околу џакузито. Ете така, ние сега уште малку ќе го исклучиме, па потоа одиме да ги видиме другите атракции, бидејќи овдека, драги гледачи, во Деде Диор на чудата им нема крај. Сега
дојдовме на една многу интересна локација, на какво место се наоѓаме, ќе ни каже Елена во какво чудо сега влеговме ние. Да, сега влеговме во чудото наречено Парна бања или како што уште се нарекува Турска бања. Значи, ова е простор за бањење и релаксација во пареа. Така, значи еве имаме се што е неопходно, се што е потребно. Кои се одликите на една парна бања? Вака, сега пред да дојде клиентот, околу 1 час, час и половина се уклучува парната бања, се загрева плочата и лежалките, се прави пареа. Значи, максималната температура се движи до 45 степени. Од 30 до 45 степени е температурата која што е максимална, меѓутоа и оптимална за седење во овој простор. Но јас гледам и некои шишенца овдека, ова се капки за нос или што е? Не се капки за нос, ова се есенцијални масла од ексклузивната италијанска козметика Gerard, со која што ние ги работиме сите третмани во нашиот салон. Значи, ова се есенцијални масла кои што се ставаат, тука има еден дел во лежалките, значи служат за ароматерапија. Бањата добива мирис Бањата добива мирис по желба на клиентот. Значи, дали е тоа лимон, ментол, некој друг овошен вкус, значи без разлика клиентот добива она што го сака. Исто така, значи, овие есенцијални масла служат и за масажа. Оваа лежалка тука што ја гледаме пред нас, значи се загрева. Имаме една специјална масажа која што спаѓа во делот на поексклузивните масажи. Тоа е масажата Soap Dream или Пенлив сон. Значи се прави една посебна смеса која што се нанесува на телото на клиентот, нели клиентот легнува тука. Се прават посебни врекички кои што се полни со хималајски камчиња и сол од мртво море. Претходно се загреваат на посебна печка. Значи и клиентот се масира со нив. Таа масажа е прекрасна за пилинг на телото и за детоксификација на целиот организам. Клиентот после таа масажа е максимално опуштен и релаксиран. Колку ова примамливо звучи, значи сега останува уште да го дочекам денот, па да го пробам и ова чудо, драги гледачи. А сега ние од овде ќе се упатиме на едно интересно место кое што се вика сауна. Има некои дечиња кои што знаат и оние кои што не знаат. Во оваа емисија на Супер звезда ќе видат како изгледа и ќе дознаеме зашто е намената на сауната. Одиме таму, Елена? Може. 3-4, одиме во сауна. Најавивме дека ќе одиме во сауната и еве сега се наоѓаме тука на лице место. Елена, каква сауна е оваа сауна? Да, значи нашата сауна е комбинирана. Имаме инфрацрвена сауна и финска сауна. Што се разликите меѓу тие две сауни? Каква е инфрацрвената сауна? Значи, инфрацрвената сауна и финската сауна се различни самите по себе. Значи, финската сауна, во нејзе се постигнува температура од 70 до 100 и 120 максимум степени. За разлика од нејзе, инфрацрвената сауна е со пониска температура. Максималната температура е 70 степени. Така. Сега, вашата сауна, комбинираната сауна е преполна со деца. Кажавме дека сауните, значи, не се препорачливи за деца. Да, сауните не се препорачливи за деца. Сауните се препорачливи за повозрастните, односно за нивните родители. Која температура обично родителите седат во сауната? Значи, препорачливата температура е од 70 степени до 100 степени. Сега зависи, имаме спортисти кои бараат да биде температурата максимум до 120 степени, меѓутоа оптималната температура за седење во овој простор е 80 степени. Елена, ме интересира уште една работа. Кажавме како работи и што прави сауната, но што е функцијата на една сауна? Што таа ќе придонесе за подобрување во нашиот организам? Да, значи сауната е простор за истовремена релаксација, опуштање и потење. Значи, со потење се исфрлаат токсините од нашето тело, се разбиваат масните наслаги и нели после користењето на топлата сауна се препорачува ладен туш или джакузи. Значи, од многу топло одиме на ладно, буквално ладен туш? Буквално на ладен туш, со цел да се забрза циркулацијата и метаболизмот на целото тело. Ајде сега да ги видиме супер звездите, камера по мене, да ги видиме што прават овдека. Дечки, добри сте? Мафнете и на камерата, брзо мафнете и на гледачите. Се исплотивте ли? Не, па нормално не е вклучена сауната. А уживате ли овде? Како ви се допаѓа?
Ај тенџерето што го најдовте, покажете го сега тоа тамо со една котлача што има да го видиме. Да, Елена, зашто е тоа едно тенџере што си го најдовме ние? Да, значи тој сад таму служи за дополнително покачување на температурата во сауната и за создавање на пара. Така, со тоа се налева вода? Да. Во тој сад таму се става есенцијално масло, значи не директно врз камењата, него во водата во садот и со специјалната, ете таму имаме лажица за нанесување, значи се нанесува водата на камењата и така, значи има една ароматерапија и дополнително уживање. Ете, супер. А овој на кој е местото од каде што ние палиме и гасиме и сега бидејќи веќе кажавме све, дојде момент да исклучиме нашата сауна комплет. Гасиме. А сега се наоѓаме исто така на едно многу интересно место овдека во спа центарот. Што е ова позади нас, Елена? Ова позади нас е мини барот, значи за секој наш клиент кој што ќе престојува во нашиот спа центар и ќе ги користи нашите услуги. Значи после масажата, за време на користењето на сауната, парната бања, освежување со топло чајче, вода, сокче, кафе, значи се е пожелба на клиент. Како што кажавте, јас кога дојдов, алкохол овде не е дозволено да се конзумира. Не, значи алкохол не е дозволено. Дозволено е да се конзумира топло чајче после секоја масаж. А затоа може и топло чоколада, нели? Да, меѓутоа тоа е во делот со масажите. Ајде сега да одиме да видиме како во делот на масажите овдека се конзумира топло чоколада. Одиме таму, Елена? Одиме. Ајде. Како што најавивме, дојдовме на местото каде што се конзумира топло чоколадо, но не онака како што сите сме научени да го конзумираме, туку на еден сосема друг начин. А за каков начин станува збор ќе ни објасни Елена. Елена е главна и одговорна овде во Деде Диор за објаснување. Елена, повели, каде дојдовме сега? Значи, сега сме во собата за масажи. Ова е соло пакет, значи просторија за масажа за еден. Значи, од големиот број масажи во нашиот салон, една од ексклузивните масажи е и масажата со чоколада. Да, значи тоа е чоколадната масажа која што се прави со вистинско чоколадо, значи која е нормално наменета за козметичка употреба. Козметичко чоколадо што претпоставам па не е па за јадење, но сепак е вистинско, да, еве како изгледа. Е посебна чоколада која што служи за масажа, еве може да видите. Да видите каква чоколада, значи има чоколадо за торта, има чоколадо за јадење, ова е чоколадо за масирање. Масажа, да, имаме Не се јаде, да кажеме уште еднаш. Значи ова се специјални печки, тука Видиме. позади може да се видат. Значи во нив се растопува чоколадото и со растопената смеса се масира. Вистински Значи мириса на да, чоколада. мириса на чоколадо и е вистински момент на релаксација и уживање. Еве, мириснавте ли вие како ви мириса чоколадата? Убаво, да? Да, не мирисна ти, мирисни злото, како мириса? Така. Да, како чоколада. А ти, Марта, како ти се допадна чоколадово, како ти мириса? На што поеќе, на како ви личи чоколада? На која? На Несле. На Несле, да, ете готово, значи ние дојдовме вака до заклучок дека не мириса на Несле. Меѓу другото, сакам да напоменам дека овде е прекрасно, значи уредено и средено кај вас. Во моментов гледаме некои мотиви, од каде се овие мотиви, Елена? Да, значи ова се мотиви од Говорлево. Целиот наш спа центар, значи од почеток до крај е една посебна приказна за историјата на македонскиот народ. Значи зидот тука над нас е од почеток до крај, значи изработен со мотивите од Говорлево. Значи тоа е рачна изработка. Има ли и самиот овој полжав некое значење? Значи морскиот полжав ја символизира издржливоста, значи и постепеното, но сигурно развивање на работите. Значи тој е тој тука кој што ќе ни даде сила и ќе ни помогне работите да ни трнат во добра насока. Значи гледате како е уредено ова место, но сепак има и нешто што мене посебно ми се допаѓа. Еве веднаш до нашата камера се наоѓа и еден прекрасен символ, некој кој што ќе го препознаат, може и веднаш ќе им стане јасно за што станува збор, доколку не, Елена ќе ни помогнеш ли, што е ова? Значи имаме два символа се тука еден до друг. Во оваа просторија е малата мечка и големата мечка.
Значи мала и голема мечка, еве можеме веднаш да ги видиме како изгледа. Дечиња, ви се допаѓа ли ова? Да, не ве слушам, ви се допаѓа ли? Дека сега се изрелаксира, па малку им снема глас да кажат. Во ред, значи кажавме дека имаме чоколадна и кажавме дека имаме други масажи. За какви се други масажи станува збор? Значи, станува збор за дел на класични масажи, нели, како што е релакс масажата, спортската масажа, спа масажа, значи и дел на ексклузивни масажи кои што ги имаме единствено во нашиот спа центар. Значи, ја споменавме чоколадната масажа, исто треба да се спомени масажата со топли камења, тоа е чакра масажата. Тука ли се камењата? Ајде да видиме за какви камења станува збор. Значи, камењата не се редат по желба на клиентот или по желба на масерот. Значи, има точно определени чакри на кои што треба да се наредат овие камења, кои ослободуваат топлина и ја црпат целата негативна енергија од нашето тело. Тие загреани се редат или ладни? Значи, се редат загреани во специјална печка и така се редат на 7 чакри од нашето тело. Супер. Дали со ова ги откривме сите тајни на оваа просторија? Па, значи, оваа просторија има и уште повеќе тајни, меѓутоа нашите гледачи ќе треба да дојдат, Да ги откријат самите, да ги нели? откријат самите. Во ред, тука има и некои други простории во кои не зирнавме, има уште многу тајни кои што се скриени. Јас предлагам да ги вратиме кам чинјата, па да видиме што се крие во просторијата која е веднаш до нас. Да, може да одиме понатаму за да ја продолжиме приказната на нашиот спа центар. Фала ти, Елена. Ајде, одиме тамо. Тргнуваме. Сега дојдовме на едно друго место, исто така убаво и пријатно, како сите простории што ги имате овде. Која е оваа просторија и што се случува тука, Елена? Значи, ова е просторијата за масажа, значи за двајца. Дуо пакет, значи, овозможува истовремен третман на... Мама да реши да го земе тато или тато да реши да ја земе мама? Да, значи во нашиот спа центар има посебна просторија за масажа за двајца. Тоа е дуо пакет, значи се изведува масажа во исто време за двајца. Значи, масираат две масерки, кои што се нормално стручно обучени. Значи, пожелно е да биде иста масажа за движењата да бидат подеднакви. Така. Еве сега гледаме, значи, овдека како изгледаат овие кревети. Еве ни е Сара овдека, ни е гостинка на еден од креветчињата. Сара, како си ти, добра си? Убаво се чувствуваш тука? Ајде да кажеме колку годинки имаш, ти покажи. 3 годинки, па ти си голема девојка. И Сара доаѓа овдека многу често, бидејќи низината мамичка работи овде, така? Сара е тука многу често. Еве она во рачињата држи една свеќа. Значи, постои масажа според хороскопскиот знак. Тоа се тие свеќи, значи едната ја држи Сара, другата е тука запалена. Сега ова внатре во свеќата не е восок, тука е шеа путер. Значи, половина час пред масажата се растопува оваа свеќа и со шеа путерот, кој што е комбинација од есенцијални масла, значи се масира телото на клиентот. Што све немате овде? Путер, чоколадо, све најдовме кај вас. Да, значи спаѓа во делот на релаксирачки масажи и масажа според хороскопски знак. Клиентот, значи, кажува кој хороскопски знак е, додека он се припрема во туш кабините, свеќата се растопува и нели потоа следува масажата. Така, за секој хороскопски знак си има посебна свеќа? Значи, посебна е свеќата за секој хороскопски знак и посебни се движењата за секој хороскопски знак. Значи, сите хороскопски знаци не сакаат исти движења, нели? Имаме хороскопски знак што сака послабо движење, хороскопски знаци кои што сакаат по силни движења, нели, еден вид на спортска масажа, значи секоја масажа е различна од претходната и е специфична самата за себе. Ова е чудо невидено. Да. И ова ќе морам да го пробам. Дали тоа е се или има уште некои вака тајни кои што се кријат овде кај вас? Значи, покрај големиот број на масажи, во нашиот спа центар се изведуваат спа третмани на лице. Значи, кога зборувам за спа третманите на лице, сакам да кажам дека ги немаме оние класични третмани, него спа третмани во облик на маски. Значи, сите третмани се изведуваат со Gerard козметиката. Значи, тоа е пакет од есенцијални масла, колагенски ампули, значи се зависно со типот на кожата и од потребите на клиентот.
Прекрасно. Дечки, како се чувствувате тука? Да, да ве слушам. Да, добри? Да, како е? Си играте? Да, Марта, како се чувствуваш ти тука? Како дома, нели кажавме дека секој ден доаѓаш. А Дарија, злато, како се чувствуваш ти тука? Добро. Се допадна овде? Си расположена за уште една масажа, нели преска ти ударивме една, сега сакаш втора? Не, да, доволно беше само една, а сега ние од овдека каде ќе се упатиме, на кое место ќе одиме? Сега одиме во просторијата каде што се изведува педикир и маникир. Ајде да видиме што е тоа педикир, што е тоа маникир. Одиме во соседната просторија. Драги гледачи, тргнете по нас. Полетуваме! Најавивме педикир и маникир и дојде момент да откриеме и да видиме што значи тоа чудо. Каде сме сега, Елена, може ли да ми кажеш? Да, сега сме во просторијата каде што се изведуваат третманите на раце и ноза, значи педикир и маникир. Конкретно во нашиот спа центар, значи имаме спа педикир и спа маникир. Значи целосна спа програма која нуди комплетно уживање и релаксација. Значи столот за педикир е со мини джакузи, долу во кадичката. Еве да видат гледачите како изгледа. Значи ова е тој стол, ова е таа кадичка и овдека се ставаат нозете во кадичката? Да, значи се ставаат нозете, се работи со посебна спа програма, значи која опфаќа повеќе фази, нели, во изведувањето на целиот процес на спа педикирот. Фотелјата е истовремено овозможува релаксација, 8 типови на масажа кои што се менуваат. Имаме тука и шангче, значи додека нашите клиенти се релаксираат и одмараат, можат да си пијат чајче, сокче, кафенце, значи се за доброто на нашите клиенти. Така, во интерес на клиентите. Значи, што е педикир, а што е маникир? Еве децата да дознаат и да научат. Значи, педикирот е третирање на кожата, значи и ноктите на нозете. Додека маникирот? Маникирот е третирање на ноктите на рацете. А така, значи во маникир ли спаѓа тоа лакирање на ноктите, цртање на цветчиња? Лакирање на ноктите заедно со декорација. Исто така во нашиот спа центар има и надградба на нокти. Работиме со ексклузивната програма на Hollywood Nail геловите. Значи комплетен, целосен третман на рацете, значи на прстите, на вашите нокти, со посебни печати, посебни декорации, значи зависи од клиентот и од неговите потреби. Значи ноктите се работат тука на оваа маса позади нас, еве може во моментот да гледаат гледачите, значи како се спроведува еден маникирски третман во моментов на нежните детски рачиња, да, на супер звездичките, ќе ги налакираме сите. Да, ќе ги налакираме сите, значи како сакаат они, во која боја и каква декорација сакаат. Сакам да покажам сега овдека позади нас. Еве има исто така една прекрасна декорација, еден многу убав украс на зидот. За каков украс станува збор, Елена? Како што кажавме на почетокот, приказната продолжува. Ова е гордливиот јазол, како дел од приказната на Александар Македонски. А тука пред нас е штитот на Филип. Како покажеме и да го видиме. Еве го штитот на Филип, драги гледачи, може да го видите. Филип, збориме на таткото на Александар. Да, значи тоа е символот на вечноста и издржливоста на нашиот народ. Ете, како што видовте, значи, овдека не само што има прекрасни третмани, туку и амбиентот е направен, значи, во духот на нашето минато, нашата историја. Историјата на Македонија и на македонскиот народ. И традицијата на македонците и македонскиот народ. Вистинско место каде што може да уживате, така да оние кои не биле ги поканувам да дојдат и да го посетат Дете Диор, да видат за каква чудо станува збор. Тука се уште не завршуваме, има уште многу работи кои треба да ги откриеме допрва. Од овде се селиме на уште едно место, така? Сега одиме во просторијата каде што се изведуваат третманите за слабење. Значи тоа е просторија со апарати. Ајде да видиме дали од овие третмани нешто ќе може да ми помогне на мене. Договорено? Ајде, тргнуваме тамо, ајде, мешото му е на прво место, влегува внатре.
како што кажавме, од сите простории една овде мене добро би ми одговарала. Тоа е токму оваа просторија каде што се врши слобење, нели? Да, значи ова е просторијата со апарати. Значи да се види дел од најуспешните е привилегија за секого. Wellness Spa центарот Dior го има ексклузивното право за соработка со реномираната италијанска компанија за производство на врвна апаратура Sharp Botanica. Значи, еден од апаратите кој што се користи во нашиот спа центар, тоа е термоце апаратот за лице и тело. Тоа е и за лице, и за тело, тоа е битно да се каже, значи да се знае. Да, имаме посебни сонди за лице, кои што служат за еден вид на благ лифтинг. Значи, ефектите се забележуваат уште после првиот третман. Еве гледаме како изгледа, додека има и некои малку поголеми сонди, тие претпоставам дека не се веќе за лице. Ова се сондите со кои што се третира телото на клиентот, служи за разбивање на масните наслаги, за намалување на обемот, значи за топење на целулитот. Еве да кажеме на пример за колку време каков ефект би можел да се постигне. Значи вака, потребно е да се искористат минимум 6 третмани. Значи ние за нашите клиенти нудиме повеќе пакети. Значи со секој пакет добиваат гратис масажи. Например со 6 термоце третмани добиваат 3 антицелулитни масажи гратис. Значи најдобро е овој апарат да се комбинира со масажа, рачна, за ефектите да бидат поголеми. Значи кажавме се што требаше да се каже. Да, кажавме се што требаше да се каже. Откривме многу тајни овдека во Деде Диор, но една од главните тајни се наоѓа на спратот над нас. Да, една од главните тајни, тоа е почетокот на целата приказна на Деде Диор, тоа е фризерското студио. Почетокот на приказната која ние ќе имаме шанса во крајот на нашата емисија да ја посетиме и да ја видиме, значи Деде Диор уште на самиот почеток почна како фризерско студио. Години, значи, традиција. Почетокот беше со фризерското студио Dior и ова е само продолжување. Така, на таа приказна, ајде сега да се качиме горе и да видиме што ќе правиме со нашите фризури. Одиме во фризерското студио на Деде Диор. Тргнуваме, драги гледачи. Пред влезот во фризерскиот салон, драги гледачи, го видовме чудото на современата технологија. За какво чудо станува збор, Елена? Значи, станува збор за турбосолариум. Тоа е Ergoline аеродинамичен турбосолариум, значи со околу 70 лампи за секој дел од нашето тело. Значи со дополнителна клима и вентилација за да имаме едно пријатно чувство додека се сунчаме. Што значи тоа турбо? За многу брзо време од белец прави црнец. Значи, после првите 5 минути сунчање веќе забележувате еден потемен тен. Така, супер. И си има, значи, клиенти кои доаѓаат, меѓу кои децата не спаѓаат во таа група. Децата не спаѓаат во групата, ова е сепак за повозрастните. Значи, доволни се само неколку третмани за ефектите да бидат веќе видливи. Да поцрнаме исто онака како што би поцрнеле на Бахамски острови, драги гледачи, нели? Како што ќе потемниме на одмор, за да не одиме на одмор, можеме да дојдеме слободно тука и да добиеме саканата боја. И да одмараме овде. А сега, драги гледачи, ова магична врата ќе не однесе на она место кое што пред малку го најавивме. Одиме во фризерскиот салон на Деде Диор да видиме што се случува таму. Тргнуваме, дечки? Ајде, 3-4. Влегуваме. Морам да признам дека овде владее прекрасен амбиент и атмосфера. Многу ведар амбиент, секогаш ли е волку убаво овдека во овој дом? Секогаш е волку убаво, секогаш е ваква позитивна атмосфера со многу дечиња, со нивните родители. Значи, приказната за Деде Диор продолжува во фризерскиот салон. Во нејзе ќе да воведат моите две колешки, Билјана и Тања. Еве, здраво за Билјана. Билјана, добро дојде во Супер Звезда. Како си, Билјана? Супер сум, добро ни дојдевте и вие на нас. Сакам да ти поставам прашање која е твојата функција и улога овдека во фризерскиот салон на Деде Диор. Така, значи јас сум тука организатор на целата работа. Поточно, значи ги организираме девојките која што треба да работи во одреден момент, за да не дојде значи до некоја гужва, да биде се безпрекорно да функционира како што треба. Да не чекаат ни клиентите, работата да распределена значи во право време на вистинско место е убаво. Ме интересира, гледаме многу маси, многу столици наоколу. Колку луѓе одеднашка може да прават фризура во ист момент овде?
Вака, значи како што гледате, ова е еден од поголемите салони во Скопје и значи ние имаме 13 столици, но доколку има потреби имаме уште плюс резервни 2, така да може од 13 до 15 луѓе истовремено да се дотераат тука во нашиот салон. Супер. Дали овде се шишаат само мајки, може ли да се шишаат и татковци? Дозволено ли е да доаѓаат и деца? Да, значи дозволено е за сите, значи кој сака може тука да дојде да си направи фризура, мајки, татковци, баби, дедовци, чичковци, значи кој што сака може да дојде тука. Какви се фризури правите, например? Може ли ја да добијам една панк фризура? Може, значи све што сака да може тука да се оствари. Значи нема нешто што овде не може да се добие. А сакам, Елена, да те прашам во меѓувреме, додека бевме долу, не те прашав, сакам да ми кажеш колку луѓе одеднашка може да дојдат на третман во спа центарот. Значи, спа центарот долу може истовремено да услужи 20 луѓе, значи без никаков проблем. Колку луѓе работите во спа центарот? Значи, во спа центарот сме вкупно 15 вработени, делот од фризерницата е плюс, значи сме целосно во целата Деде Диор групација негдека околу 35 луѓе. А точно ли е дека тој спа центарот кој го видевме може да се изнајми, значи за приватни потреби, за мини забава, организирање и за да така сакаме да поживаме, например, јас и моите другари? Да, значи постои таква можност, значи закуп на целиот спа простор, значи правиме многу моментски вечери, правиме многу родендени, забави, изненадувања, значи без разлика за секого, без ограничување, нели, во договор со нас се изнајмува целиот спа простор со третмани по избор. Така, а сега сакам да ја представам Тања, твојата колешка. Здраво, Тања, како си, добра ли си? Здраво, супер, добро дојдовте. Веднаш морам да забележам, имаш прекрасна, луда, многу модерна, екстравагантна фризура. Тања, кој ти ја направи фризурата? Се разбира овде ја правев, значи имаме девојки кои се обучени, значи кои го изработуваат тоа, така да значи кој сака може да дојде да ви направиме исто ваква фризура. Да бидеме, значи, исто убави како што си ти. Тања, кажи ми, која е твојата функција и што работиш ти овде? Значи јас и Билјана, еве Билјана накратко и ви објасни. Значи ние организираме, значи ние средуваме работа, ние сме одговорни за девојките, ги организираме тоа. Тешко ли е да се води еден од најголемите фризерски салони во Македонија, па би рекол дури и на Балканот? Па не, баш е убаво, интересно, да. Уживате во вашата работа? Имаме дава нашата работа и така. Ајде да видам што ќе ни кажат Елена и Тања. Дали ви уживате во вашата работа овде? Да, уживаме во секој момент поминат на нашата работно место. Тешко ли е да се биде дел од тимот на Деде Диор? Не е воопшто тешко, нели се што се сака може да се сработи и да се биде задоволен од тоа. Многу ми е драго што мислите така, јас би сакал доколку имам можност, значи да го запознавам и главниот виновник што сето ова изгледа вака. Значи тој е човекот кој што се вика Давор и кој што е тука. Ќе направиме кратка пауза, а веднаш потоа сакам со него да поразговарам малку. Имам некои прашања кои што би сакал да му ги поставам. Така да јас ви благодарам за вашето учество во емисијата. Сакам да ве поздравам. Фала ви многу. Поздрав, да сте живи и здрави и следниот пат се гледаме овде на фризура, на третмани, на капење во спа центарот, на се. Договорено? Да, договорено. Ајде да им пратиме бакнежи на нашите гледачи и одиме да го нападнеме Батко Давор. А сега имаме специјална ексклузивна можност овдека во Деде Диор да разговараме со сопственикот, човекот кој направи неверојатен бренд и направи нешто што никој до сега го нема направено, господинот Давор. Здраво, живо и добро дојде во Супер Звезда. Давор, како си? Здраво, Даре, одлично. Еве со вас како можеме да бидеме со дечиња, одлично, супер сме. Јас прв пат кога влегов овдека, значи стварно што се вика онака, се воодушевив и не можев да верувам што гледам. Тоа беше иницијатива денеска да дојдеме со Супер Звездите, да можат и дечињата, а и нивните родители да видат, значи, за каков салон станува збор, за каков велнесен спа центар. Кажи ми колку долго трае приказната на создавање на ова што денеска имавме шанса да го видиме? Вака, ние постоиме 15 години. Почнавме во 20 квадратни метри, значи со фризерско студио, од која се вративме јас и сопругата моја од Франција, каде што таму го научив занатот, фризерскиот занат и тргнавме да градиме, да отвориме овде кај нас во наша Македонија. Почнавте со еден дуќан од 20 квадрати, па купивте уште еден до него? Да, купивме уште еден до него, па после дојде и третиот до него и така се настана оваа приказна
која што денеска можеме да ја видиме што се случува со нашиот бренд. Така, интересно е дека твојата приказна ми каже дека почнува овде од овој столб. Еве го столбов, еден дел од приказната, значи на самиот столб. Што може да видиме овде, може ли да ни објасни? Вака, мене кога се вратив од Франција, многу ми се чудеа зошто се враќам во Македонија. Бидејќи можев да почувствувам што се случува нели во друга држава, која си како се чувствуваш, јас се почувствував дека треба тука во Македонија да градам и да творам. Столбот ни ја представува целата македонштина, значи ова е изградено, значи фризерското студио е изградено пред 7 години овака како што денеска можеме да го видиме. И јас имав една идеја да направам во овој столб да ја прикажам целата македонштина. Значи камените блокови го символизираат темелот или темелот на Македонија, олтарот или мусандрата ја символизираат верата наша, христијанската вера, Александар Македонски нели тука. Гледаме во олтарот ставен, осветен специјално. Значи античка Македонија, она што го имаме. Еве ја гледаме античка Македонија со трите краци. Еден дел од Македонија, значи оној што е остана денешниот дел на Македонија. Можеме најгоре да го видиме токму во горниот лев агол на самиот стол. Така. Кој што ти бе инспирација цело време додека ти твореше. Што ми беше инспирација вака, бидејќи доста читам историја на Македонија и она што секојдневно ни се случува, она што го живееме, а и сакав да прикажам она што сум јас. Значи, сепак тука е голем дел од мојата душа извадена и ставена и во фризерското студио и во спа центарот. Има многу љубов во ова место овдека, значи секој ќоше изобилува со многу љубов, која што му ја дававте ти и твојата сопруга во сите овие 15 години колку што работевте. Тешко ли беше да го изградите ова? Да, морам да признам дека многу тешко беше да се изгради цела оваа фирма, цело фризерско студио и спа центарот. Се трудевме, значи спа центарот е граден некои си 3 години, значи камче по камче мозаик е склопуван за да го имаме она денеска што го имаме. Не можеме да кажеме ни денеска дека ни е лесно, но не ни е така тешко како што било на почетокот дека го изградиме. Денеска сепак имаме со што да се пофалиме, ајде така да кажеме, мада не сме некои кои што сакаме многу да се фалиме, но сепак ова е место каде што многу луѓе треба да го посетат и да го видат. Од колку часот до колку часот работи салонот? Вака, фризерското студио работи од 9 до 20:30 часот, а спа центарот од 9 до 22 часот, или од 9 до 10 навечер или од 9 до 8:30 навечер. Така, интересно е што јас не би ги кажувал по име, но денеска видовме многу познати личности овдека. Децата ги препознаа од естрадата, од телевизијата. Доаѓаат ли многу звезди и други кои што немавме шанса да ги видиме денес? Вака, кај нас доаѓа точно многу звезди, многу луѓе и познати, да кажеме познати медиумски експонирани, но и доста луѓе кои што не се медиумски експонирани, Се успешни во бизнисот или во други работи кои ги работат. Доаѓаат да уживаат, да се релаксираат. Пријатно место, едноставно кажано, пријатно место за уживање, за релаксирање, а и во фризерското студио да дојдат да се направат фризура и во овој простор да уживаат ако не повеќе. Се воодушевувам, значи, на подвигот кој што го имаш ти направено, на успехот кој што го имаш постигнато во твојата професија како фризер. Од се срце сакам да ти честитам и да те посочам како пример за сите оние кои што сакаат да успеат да работат честно, упорно и напорно и искрено со многу љубов, како што ти тоа го направи во твојата професија. И еве на крај го гледаме резултатот. Деде Диор. Значи едноставно јаготката на шлагот на целиот твој живот, на сето она во што ти инвестираше сите овие изминати години. Фала ти многу што не прими гости да бидеме денеска со супер звездите. Ќе се гледаме ние повторно, договорено? Обавезно, како не. Поздрав, се најубаво. Фала ти и на тебе, да сте живи, здрави, ти и сите твои пријатели. Тука сакам и да одјавам нашата емисија и да ги поздравам сите наши гледачи, да им заблагодарам што беа денеска дел од ова наше седничко шоу. Се гледаме повторно за 7 дена во Супер Звезда. А до тогаш чао, пријатно и бидете добри и слушајте ги мама и тато. Чао!